Сите патишта водат кон некаде, а само еден пат води до родниот крај. Овие подготовки што ви ги прикажуваме се на една група некогашни жители на Малесија, кои одат да ги посетат своите родни села. Одамна заминале овие луѓе во светот да ја бараат среќата, успехот и професионалната ориентација. Но грдата заборавност не успеала да им го втисне својот печат за родната грудка. Да се патува до овие села е голем напор. Се оди исклучиво по козји патеки. Единствено живописните предели, клисурата на селечка река, огромните многовековни буки, вплетените дрзги и повиди го чинат патувањето романтично, но и мачно. Некогаш во отоманското робство, па и потоа патиштава беа многу попроодни, бидејќи нив ги разгазуваше човечка нога. Денес, оставено само на себе, во ова место секоја дрзга е препрека, секој камен барикада. Наместа шумата е дотаму порасната, што доловува слика на непроодна афричка џунгла. Во благите падини на планината Стогово, далеку од секаква комуникација зад грбот на светот, чмаат малесиските села Селце, Пуринец, Локов, Аржаново, Збажди и Присовјани. Историските податоци говорат дека се населени кон крајот на 17-тиот век. Пред тоа жителите на спомнатите села живееле во испустените и сосема уништени села Закамен, Граиште, Дупница, Долносело, Шеше, Манастириште, Славило, Забожде и други. Не се знае точно колкави биле овие села. Легендата за поранешното село Славило, кое се наоѓа над денешно Селце, вели дека на Спасовден пред црквичето воделе оро 70 невести. Честите зулми, грабежи, палење од арамиски групи ги натерале жителите на Малесија да ги населат денешниве села. Влегуваме во селце. Празно е, разрушено. Зјаат осамени и разрушени домови. Свирепо не шлакнува глетката на згниени греди, откорнати врати, празни куќи. Ни плач на бебе, ни песи лавеш. Морниците се гости кај сите што со солзи на очите и грудка во душите ги гледаат своите некогашни убави, а сега испустени огништа. Во ова село, во сева оваа Малесија, до неодамна се живееше вистински живот. Луѓето беа горди што можеа да прочитаат Сја куќа е од Николица Шќутовска, првата писмена жена од Селце во 1862 година. Иако беа пасивни, селова имаа своји богати жетви, златни есени, пријатна радост при објагнување на стадата, се маже и се женеа, се раѓаа и умираа. Се радуваа на прекрасните планински вечери, плетеа сказни за минатото и иднината. Насекаде среќаваме денес грамади камења, опустени патишта, расфрлани стари предмети, што им служеле до неодамна на жителите. Сево ова ја прави глетката жална и мачна. Многу векови минале селчани и буринчани овде, а сетики не успеало ништо вака многу масовно да ги расели, да ги истера. Зошто е сево ова? Прашањето е поставено, но одговорот е мачно да се најде. При населувањето луѓето од овие села се занимавале со сточарство и земјоделие. Кон крајот на 19-тиот век почнуваат со печалбарење. Гурбетувале во Бугарија, Србија, Црнагора, Романија, Чехословачка, Грција, Америка и други земји. Таму се запознале со тогашна Европа, со незиниот слободен живот, пишувале за тоа дома, раскажувале, со секој збор надежта дека ќе се биде слободен раснела се повеќе.
допре гласот на Илинден. Неговите подготовки во овие места беа интензивни. Тука беа и првите водачи на идните чети. Се формира комитет, војводи во станици. На самиот Илинден 1903 година од двете села Селце и Буринец се формира чета од над 300 во станици. Војводи им беа Секула Оџоски, Трајче Кочковски и Секула Поповски. Се снабдеа со оружје, политичката активност беше развиена во сите села на Малесија. Сите мажи беа опфатени во организацијата. Востанието беше наврата, требаше да се пречека тој ден над деновите. И ноќе во ќарали мажите учеа како да ракуваат со оружје. Како што забележал хан во своите патописни белешки, во тие предвостанички денови Селце и Буринец било едно од најголемите села во Дебарско. Броело над 1050 жители. Први предвесници на востанието беа песните. Се пеа скришно, со жар и трепет на поробен кој гледа подобра иднина. На ова јагленисано стебло како да читаме надпис. Овде во Острилци загинаа 17 смели востаници од Селце и Буринец. На овој студен невешто изделкан крст пишува: овде лежит Иван Божинов, роден во Селце, починат на 1 август 1903 на Вастанието. Спомен на паднатите борци од Илинденското востание 1903 година. Зар може ова парче камен да биде споменик на неколку десетици илинденски жртви од Малесија? И се роди ден со сонце ново и линденско во крв растопено. Неможните истоката ја засолнија во кутли, ги запретаа огновите, ги затворија кепенците, се заклучи последната врата. Исчезна за миг робската потиштеност. Благиот звук на камбаните кој дотогаш ги повикуваше на света молитва, овој пат го разлеа својот бунтовен повик на оружје. Одекнуваа ридиштата, се одзиваа планините, се брануваа растрепенените срца на востаниците. Војводите пред црквата ја извршија последната смотра. Нивниот повик исполнет со трепет човеков придружник во вакви мигови, личеше на корав заграб од кој се крева во невидена страст секоја душа. Тие прозиваа: Танаско, Цветко, Секула, Цветко Гроздовски, Ангеле Спасов, Никола Танасков, Арсени Јовков, Петре, Војдан, Иван, Иван Божинов. Бигоросаната вистина на времето, залеана со горчивата и страдањата народни, ќе остане во вечно сеќавање на овие денови како дострел кој му немал рамен дотогаш. Но големата порта се отвори ширум. Од неа се излеа неброен аскер. Од маздата им кифтеше воздивениот рев, сличен на ранета ѕверка. Жедни за освета, непоколебливи во настојувањето за поробување, јурнаа кон шепата срцевити востаници за уште еднаш да го искалат неправедниот гнев врз разлуланата мечта на слободарскиот македонски копнеж. Се во ова го евоцираа членовите на групата собрани пред селската црква, оживувајќи ги сликите на Илинден од пред 65 години. Памети, земјо роднице, не заборавај ги твоите синови кои паднаа врз твојата робска снага. Прегрни ги за секогаш во топлата пола натопена со крв и месо, зашто тие се твои рожби. Немаат тие друга татковина освен тебе. Со тебе раснеа Македонијо, во тебе плетеа сказни за твојата гордост и понизност. Само ти умееш и знаеш да го чуваш споменот за нив. И уште еднаш како пред 65 години одекнаа селските камбани, кои како да се придружија на групата во сеќавањата за Илинденското востание. Ова е единствената куќа во Селце што била изградена на дваката. За жал на овие прашливи, трошни и сосем разуренати зидови не е ставена ни обична спомен плоча што ќе напомнува дека тука се родил и одраснал познатиот македонски револуционер, борец и поет Арсени Јовков. Пред востанието нееднаш се случувало татко му како кмет да ги пречекува турските власти на првиот кат,
Арсений и неговиот брат Никол на вториот кат да изготвуваат план за идното востание со познати војводи и курири. Пред самото востание запишува во својот дневник за последен пат: мојот живот, животот на моето семејство му припаѓа на македонскиот народ. Ако загинам јас, зад мене ќе останат други. Не постои сила што ќе ме запре да се борам за слободата. Ставајки го мртвото тело на брата си Ника на Славе и планина, Арсенија игра, оро и пее. Мртов лежи војводата, наш војвода капитанот. На орница без перница, на висок риб без водица. А кога го ставиле в гроб, Арсе прошепотил: тој кој ќе падне в бој за слобода, тој не умира. Оваа зацмаена, отсутна куќурка некогаш беше пријатна огнишка на семејството Георгиевци. Морничавата празнина што зјае од сите страни, тишината што се нагнела во секој агол, не го застрашуваат, ами го возбудуваат посетувачот, штом ќе разбере дека во незиниот појат пред многу години се родил првиот македонски драмски писател Војдан Чернодрински. 70 години не ќе се заполти неговиот благороден копнеж за маките и страдањата на својот народ. Израснат во полите на Стогово, возбудуван од Чуприца и Мечкоец, тој нема да го заборави своето детство, маките и страдањата што ги видел кај своите блиски. И онаа кобна ноќ, кога над Рупин се стресе небото, дожд лиеше како од кобел. В село влезе поголема група арамии, го бараа татка му. Арамиите ги најдоа само мајка му и него. Татко му беше се засолнил кај своите роднини во Аржаново. Откако измачија мајка му, а него убаво го натепа, истата ноќ Војдан замина за Охрид, а оттука заедно со татка си за Бугарија. Пишувајќи ја македонската крвава свадба, Војдан на сите македонци ќе им рече отворено: јас не сум писател, не знам да пишувам, јас само се обидов да препишам еден дел од ненапишаната крвава историја на Македонија. Овие снимки што ги гледате не ветуваат многу. Се во ова наскоро ќе пропадне, а со тоа ќе се загуби секаков траг што ќе напомнува дека тука се родил и го минал своето детство првиот драмски писател на Македонија, Војдан Поп Георгиев Чернодрински. Во селото Локов сме. Осамено е, празно, грдо, како чумата да минала и оставила пустош зад себе. А Локов не беше такво село. Пред години попот Мартин од градот Закамен, кој се наоѓал во непосредна близина на денешен Локов, кренал во стание. За да го совладаат, турците пратиле многу војска. Попот го убиле, голем дел од жителите избиле, а тие што останале се доселиле во денешен Локов. Во народно-ослободителната борба Локов одигра значајна улога како и другите села во Малесија. Овде се водени улични борби, заземање дел по дел од секоја куќа, освојувано е педа по педа секое двориште. Но Локов никогаш не потклекнал во својата крвава историја. Не е сосема случајно ставено името на Локов во маршот на првата македонско-косовска бригада: Ечи Локов, гори Дебар, Кичево и Гостивар. А сега на овој собир што го гледате останува само да се спомнува, да се сеќава секој за оно што го знае, што го доживеал и во што самиот учествувал. Гостите кои престојуваа неколку дена на овој собир се сеќаваа за тешкотиите во НОП, за успесите на првата македонско-косовска бригада, за тоа како сепак пријатни биле тие маченички денови кога секој веруваше дека конечно дојде слободата на Малесија и на македонскиот народ. Вело Барутовски, некогашен командант на малесискиот одред, рече: Илинденското востание им покажа на многу народи во светот дека македонскиот народ не може повеќе да ја трпи неправдата на османлиите. Тоа, иако не ја извојува конечно својата слобода, сепак отвори една светла страница на македонската борба за на крај, во текот на НОП, сосема да се оствари и македонскиот народ да ја доживее својата вистинска преродба. Климе Ѓорѓиевски од Локов раскаже како било кога го палеа балистите Локов, за помошта што му ја дадоа партизаните на населението, за првите училишта и други случаи од минатото. Најпосле секој се прашуваше зошто се случи селата да останат испустени, осамени и празни. Професорот доктор Крсто Георгиев причината ја откри во лошите комуникации, непроодноста, а со тоа нормално се јавува и пасивизирање на тие краеви. Ако се беше изградил еден пат што ќе ги поврзуваше овие планински села, секако дека не ќе дојдеше до такво масовно иселување, зашто, како што рече тој, овде, при вакви богати пасишта со голем дел обработлива земја, не може да се рече дека не би се одвивал пристоен живот за она население кое можело со векови да го наоѓа своето екзистирање.
Последен пламен во селце, последна надеж на живот, единствен, осамен, со жената, синот и снаата е останат уште Трпениновски. Тој единствено не нашол сили да го напушти родниот крај. Ова е синот на последниот жител на селце Спасе, дојден да му помогне на татка си Трпениновски. Го посетивме Трпета и му поставивме едно прашање. Кога се чувствувал најмачно? Трпе се расплака и рече: зошто ме прашуваш така? Човек најмачно се чувствува кога е сам. Знаеш ли што значи зима, виулици сите отишле, а јас сум останал в село. Мора некој да остане, треба да се храни стоката. Еден сам, да спулавиш. Ако плачам, тоа ми е одмака, а не можам да го оставам селово сосема сам. Што ќе речат оние од гробиштана? Не е еден таму закопан. Од Илинденското само колку момчиња лежат. Како така, само избегај? Па црквана, камбанаријана, зар сосема да се запустат? Лесно ви е вам, отидовте и како да не било ништо. Не оди тоа така, синко, не. По неколку дена престој групата ја напушти Малесија. Остануваат задна селце, Буринец, Локов. Останува празнината како досега. Наскоро и овие малку куќи што се зачувани сосема ќе се испустат. Не е ли ова слично на пропаѓањето на некогашните села Граиште, Закамен, Дупница, Долносело? Може би. Само една вистина секако ќе остане за секогаш. Луѓето родени и израснати овде никогаш не ќе ја заборават својата родна грудка. На состаноците беше одлучено на секој Илинден по желба да се собираат и да доаѓаат во посета на своите родни места.